Васил Илјовски спаѓа во редот на наистакнатите современи македонски драматурзи. Зад него се наоѓа творечки опус стрпливо изградуван еве повеќе од 50 години, кој со едниот свој дел одамна стана неодминлива составка на нашата културна ризница. Меѓутоа, авторот на Бегалка и Чорбаџи Теодос е активен и денеска, одушевувајќи ги гледачите токму како пред 20, 30 или 40 години. Комедијата Свадба, едно од поновите негови драмски дела, не така одамна ја доживеа својата 100-та изведба во Драмскиот театар во Скопје, што инаку не е така чест случај во аналите на нашиот театарски живот, а речиси истоветен успех постигна и Бегалка возобновена по повод нејзината 40 годишнина. Тоа е доказ дека творечките настојувања на Васил Илјовски наоѓаат на плодна почва. Тоа е потврда дека неговото определување за театар, кој ќе ги црпи своите сокови од народниот живот и бит, е повеќе од животворно. Нему, на творецот кој толку многу ја задолжи нашата драмска литература уште во нејзиниот предвоен период, кој настојуваше во многобројните драмски дела што ги напиша по ослободувањето да ги вткае пулсациите на нашата современост, кому при тоа не му беше туѓо и по временото на враќање кон нашето подалечно или поблиско минато, му ја посветуваме оваа емисија. Васил Илјовски е роден 1902 година во Крушево, непосредно пред Илинеското востание. Но семејството на Илјовски не ќе остане долго во градот на Крушевската република, кој беше спален и до темел уништен во текот на востанието. Во потрага по поминок, неговото семејство ќе се пресели во Куманово. Таму малиот Илјовски ќе заврши и гимназија и овде, во Куманово, ќе се пробуди неговиот интерес за литературното творештво. Но Илјовски никогаш не ќе го заборави својот роден град. По повод 65 годишнината од Илинеското востание, во Крушево, на Гумење, ќе биде изведена неговата драма Окрвавениот камен, која ги евоцира настаните сврзани со прогласувањето и 13 колку величествени, толку и трагични дни на Првата република на Балканот. Вие сте ја гледале Свадба. Што би ни кажале за оваа представа? Тоа е мощна убава представа и мислам дека тоа луѓето највеќе одат за, мислам, луѓето постари во години, зашто тие се враќаат на младите денови и се посеќаат на нивното минато и сигурно тоа највеќе ги привлекува. А мене лично ме привлекува затоа што и ја исто само сум читал во книга, вака и малку и на живо можем да видам како било подобно. Во Свадба ми се допаѓа тоа што представата е наша, македонска, староградска, блиска на нашиот народ. За сваког нашeg гледалца врло присупачна представа кој може по 5 пута да гледа неедно. Свадба мене ми се допаѓат што има песми и наша е представа, а исто и Бегалка ми се допаѓат и таа наша представа. Не и ги обожавам двете представи. Сватовите, велешани,
Другар Илјовски, дозволете ми да ви ја честитам 100-та изведба на свадба, а истовремено да се заблагодарам за вашиот одзив, за вашето прифаќање да учествувате во ова наша емисија. Благодарам. И би ве замолил, другар Алексиев, пред да ми го поставите вие своето прво прашање, да кажам јас нешто. Обично се знае, има сценарио, има одредени прашања, па и одговори. А во овој случај би можеле да почнеме малку и невообичаено. Она што сакам да го кажам, што во почетокот да го истакнам, е тоа дека го делам мислењето на мнозина. За личноста и делото треба да зборуваат други. Така, како што тоа го заслужува и колку што го заслужува. Се сложувам со вас, сценариото и сите претходни подготовки да ги отфрлиме целосно. Од нив, де факто, немаме никаква потреба. Гледајќи го реагирањето на гледачите во врска со изведбата на свадба, а секако и на другите ваши дела, никако не можев да се оттргнам од печатокот дека нашите гледачи реагирале значително поспонтано 1928 година, кога се изведуваше за прв пат Бегалка, односно тогаш Ленче Кумановче, а потоа 36-та година, кога Бегалка веќе беше возобновена. Денеска, другар Илјовски, никому не му прави впечаток дека овие пиеси се изведуваат на македонски јазик, дека третираат проблеми сврзани со битот и екзистенцијалните проблеми на нашите луѓе. Меѓутоа, некогаш овие пиеси не представувале само одредена уметничка манифестација, туку пред се израз на еден поширок национален и општествен стремеж. Дали можете да се подсетите за тоа веќе за нас далечно и изминато време? Да, и може да се каже дека тоа се мои најдлабоки така сеќавања. Суштината вие ја кажавте. Доживувањето на тогашните представи беа многу по интензивни дури, токму поради факторот јазик и животот на гледачите. Реагирањето на тогашните гледачи беше дури поспонтано, а и поинтензивно. Поради фактот што пред се тие го слушао се на својот јазик. Јазикот кој беше забрануван, обесправуван. Тоа и е токму јазикот причината што и по успехот, театарски успех кај публиката во наредната сезона Бегалка, тогаш на Ленче Кумановче, не се обнови. А вие бевте Просто испратени да го усовршувате српскиот јазик далеко од Македонија. Да, просто беше симната од репертуар.
тротоарот и требаше да дојде дури 36-та година, па да се обнови. По одењето на управникот Радивој Караджич, известно време го заменуваше професорот, сега академик Душан Неделјковиќ, и тој го извади текстот Ленче Кумановче од фиоката во која престојуваше пред тоа 2 години. Секако пред се поради јазикот. Поради јазикот. Та имаше голем успех при скопската публика, па чак имаше убав одјак и кај самите артисти, извесен дел од нив, кои брго се справија со тој кумановски дијалект. А симната беше сигурно заради тоа што се прашава каков е тој јазик, веројатно за кој јас тогаш уопште и не мислев као млад, али покасно се разбра дека на таков дијалект нема смисла да се дава, бидејќи си имаат они српски јазик, а друго има дијалекти кои се чисто веќе и влезени во српската литература. Ако можам да речем така, вие во театарот дебитиравте далеку пред Ленче Кумановче во 28-та година. 1922 година, кога завршувавте гимназија во Куманово, беше изведена вашата едночинка по матурата. И таа најде на многу добар одзив. Дали може да ни речете кои се вашите први текстови и со какво искуство пристапивте кон создавањето на Ленче Кумановче? Стекнување искуство почна уште во гимназиските клупи. Се организираа ученички представи во кои играв улоги. Напоредно со тоа почнав и помалку и да пишувам. Така дојде едночинката по матурата, која имаше своја представа во изведба на мојата матурска генерација 1922 година. Театарот пак посебно беше заинтересиран за изведување текстови на македонски јазик, поради тоа што искуството уште од 28 година со Бегалка покажа дека на тој начин се обезбедува широка публика, се разбира за која на театарот, што за театарот беше од првостепена важност. И покрај тоа што имаше дела кои скопската публика може да заинтересираат по својата проблематика, да се подсетам тука да речеме на Максим Горки, на Дното, на Крлежа, неколку негови работи, во логорот, Глембаеви, на, ако сакате, и Братко Крефт со неговите целски грофови. Значи, тие сите такви текстови по тематиката што ја обработуваат, можат да наидат на интерес кај онаа така наречена поширока публика. Меѓутоа, во крајна линија, сите тие текстови говорат за некои луѓе и за нивни доживувања, настани што се случувале некогаш и некаде. По моје мислење, тоа е причината што тие такви текстови остануваа некако оддалечени од оваа наша публика, онаа широка публика што ја нареков јас. Бидејќи во тогашно Скопје од некакви 60.000 жители, представите се исцрпуваа со 2-3 прикажувања. Таа интелектуалистичка публика толку беше, 2-3 представи, се завршува прикажувањето веќе.
Затоа што онаа публика, да ја речем оние чајрчанци, оние дебармалци мои или маđармалци, нема интерес да го гледаат, ако сакате, ни во крајна линија, ни Крлежа, ни Крефт, ни не знам колко таму. Сега, кога настана оној период на прикажување на овие наши домашни драми, дела од нашиот домашен живот, нашиот овој човек, припадник на ова што велам јас, широка публика, се најде себе, се виде себе. Во делата на Васил Илјовски, па и на Крле, или во Пачалбари на Антон Панов, имаме настани наши, блиски, тукашни, имаме луѓе, имаме карактери кои не се ништо друго, туку се ние, имаме време кое представува денес. Јасно дека сето тоа се причини нашиот човек, македонецот, во тие драмски текстови да се најде себе си. И тука доаѓа таа идентификација и тоа е причината што тие представи беа гледани, што беа посетувани по безброј пати. И тоа е причина што прв пат се случи во Скопје да се купува карта повеќе. За одбележување и фактот што и субјективниот фактор, среќната околност што уметничкото раководство на театарот беше у раце на луѓе со една широчина. Тоа бе управникот Велимир Живојновиќ и лекторот, драматург Слободан Јовановиќ. Од 36-та година веќе, кога нагрна наши пиеси, така да кажам, Васил Илјовски со својот Чорбаџи Теодос, тогаш под наслов Нагазиот човек, таа пиеса имаше огромен успех. И од 36-та година до 41-та од репертоарот никако не се снимнуваат тие пиеси. Крле, Васил Илјовски стално беа на репертоарот. Кој од македонските артисти во тој период учествуваше во изведбата на вашите дела? Мене ми е познато дека учествуваше Тодор Николовски, Тодорче. Имаше уште некои кои подоцна отидоа во други театри, имаше Митуш, Прешо кој беше така некако адаптиран во средината, Предраг Дишленковиќ. А за Петре Прличко да не зборуваме, тој имаше свој театар веќе во тоа време. Во оноа време, ако сцената кажеш една прогресивна мисла, например, актерот ја кажува сцената во пиесата Чорбаџи Теодос, дај да го пратам Чорбаџи Теодоса да прави тули и керамиди, па да ја видам неговата чистота. Тогаш работници, напредната младина која беше горе, каде што беа свртени очите наши винаги, зашто таа можеше да го разбере и авторот, и актерот, и неговата игра. Боја бурни аплаузи, исто така, јас се спомнувам на една сцена како Арсо, кога на Чорбаџи Теодос му велам, Чорбаџи Теодосе бре, пушти се бре. Пушти се бре, животот ти арен и лош како когаш. Животот ти е како огледало. Насмеј му се, ке ти се насмее. Намурти му се, ке ти се намурти. Ако сакаш арен живот, биди арен. Туѓамака не ади, себе и други немачи, и веднаш ќе следеше аплауз. Баш од оние кои беа озлоедени на тие, кои ја јадеа нивната мака, као Чорбаџи Теодос, кој ги измачува и Наца, и својот слуга Спиридон, кој е огорчен на него,
zato što je takov despot i taka gi maltretira njim kako ravna snaga. Велат дека на артистот му е најдраг оној лик кој го толкува во моментот. Секако дека во твојата долгогодишна творечка кариера ти се драги многу ликови. Меѓутоа, кога зборуваме за пиесите на Васил Илјовски, можеш ли да наречеш кој лик сепак ти е најдраг и зошто? Внимавај дека пред тебе се наоѓа познатиот артист Тодор Николовски, кој ја толкуваше улогата на Чорбаджи Теодос. Најдраж лик ми е Арсо. Го сакам Арсо затоа што е човек од народот. Тоа е лик веќе какви доста ликови сум создал. Тоа се добричини, луѓе од народот, уличење на људска доброта. Такви ликови создадов многу и на филмско платно и во театарот. Никогаш не сум помислувал дека треба да пишувам за самиот себе, за свое творечко задоволство. Вистина, секогаш сум го имал тоа чувство, кога сум пишувал на творечко задоволство. Дури тоа е и моја среќа, смисла на животот. Старите не треба многу да им даваат совети на младите. Не треба многу. Уште помалку да им даваат нешто што би биле како упатства, рецепти. Тие сами ќе си го најдат својот пат, само ако пред се ориентирани така како што е нашето денешно општество, ориентирано во своите основни развојни текови. Иако во творештвото на Васил Илјовски битово социјалната драма Бегалка и комедијата Чорбаджи Теодос представуваат посебно значени мешници, и тоа не само за неговото творештво, туку и за целата наша драмска литература, мора да се напомене дека уште во предвојниот период Васил Илјовски напиша уште 2 драмски текста. Тоа е политички ангажираната сатира Биро за безработни, која беше ставена на репертоарот, меѓутоа поради незината социјална ангажираност наскоро и сметната од него, и драмата Ученичка авантура. Ослободувањето, пак како и на многу минатворци, му даде посебен поттик на Васил Илјовски. Во период од неколку години тој напиша повеќе драмски дела. Ќе ги споменам само најважните: комедијата 2:1, драмата Чест, Кузман Капидан, Допирни точки и уште многу други значајни дела. Со право се смета дека овој период е најзначаен во творештвото, најплоден во творештвото на Васил Илјовски. Меѓутоа, иако сите овие дела се различни по својата жанрова определеност, пак и по тематиката што ја обработуваат, тие сите може да се подведат сепак под еден заеднички именител, а тоа е нивната блискост до проблемите, до искушенијата што го прекупираат нашиот човек. Тоа е блискоста до народниот фолклор, па би рекол, и блискоста до убавините на народниот говор, кој Илјовски секогаш знаел максимално и нерационално да ги ползува. Токму затоа можеме да констатираме дека неговите дела се ретко комуникативни. Токму затоа помеѓу нив и гледачите, помеѓу сцената и гледачите, постојана е присутна една жива врска, една непосредна циркулација. Само се караме, само се тепаме, и тоа љубов ли е? Само се караме, само се тепаме, и тоа љубов ли е? Само се караме, само се тепаме, и тоа љубов ли е? Ако се караме, ако се тепаме, пак си се сакаме.
Ako se karame, ako se tepame, pak si se sakame. Ako se karame, ako se tepame, pak si se sakame. Дали би сакале да ни кажете што најмногу ви се допадна во свадба и што ви импресионираше во таа представа? Јас почесто ги посетувам театарските представи, но посебно ова представа свадба ме импресионира и тоа што на крајот на делото победи правдата, односно љубовта, и што посебно ова представа е напишена, изработена, ова дело изработено така да е многу приступачна за еден просечен театарски гледач и воопшто за секој гледач кој го посетува театарот. Кога би ја гледали повтор, па дали би била исто така интересна? Ја ми се чини, не знам уште колку пати кога би ја гледал, кога би имал можност да ја гледам, секогаш би била интересна. Од драмата Свадба, општо земено, мене ми се бендиса целосно, мислам као драма, не само за младите што може да ја разберат, него и постарите луѓе. Беше весела, занимлива. Ова дело на Васил Иловски посебен впечаток ми остави во неговата едноставност, во самата содржина, во самата глума на глумците и во разбирливоста на представата. Во секој случај, кога би ми се пружило шанса и прилика уште еднаш да ја гледам оваа драма, не би пропуштил и мислам дека со ова Васил Иловски постигнал доста голем успех во неговото творечко остварување. Од оваа представа Свадба многу сум задоволна и целосно онака сум задоволна од глумците што глумева и мојата цела фамилија беше задоволна и најповеќе ми остави печаток што победи љубовта, а не победива парите. И ни влезе во нашата душа и на стари и на млади и моето срце беше задоволено.